секогаш имаме време за готвење, за домашните работи и не секогаш имаме идеја како да го направиме тоа добро. Денес, навистина немав идеја, па решив да експериментирам. Моите деца најмногу обожаваат да јадат тестенини, нели? Меѓутоа, тешко путкаме некако зеленчуци и подготвив една супа која произлезе сосема спонтано. Супа која ќе ја направам од тестенини, односно тортелини, кои се омилени на мојот син Марио. Ќе ги направам со спанак, а ќе ги послужам со омилените пишии. Пишиите се дел од нашата традиција. Ги подготвуваше баба ми, ги подготвуваше мајка ми, сега ги подготвувам јас за моите деца. Ги обожаваат. Никогаш не ја добиле оваа комбинација и се надевам дека ќе им се допадне. Исто така се надевам дека и на вас ќе ви дадам интересни идеи како да подготвите оброк со кој ќе ги изненадите вашите најмили. Се гледаме во кујната. Како што ви кажав, денеска ќе направиме еден едноставен рецепт. Луда сум по чорби и многу често ги правам и најчесто знам да ги комбинирам со необични комбинации. Денешната чорба ќе ја направам со тестенини. Тестенините сме најчесто навикнати да ги јадеме сварени, па со некој сос. Овој пат ќе ги јадеме во пилешка чорба со спанак. За мајките, ова е идеален начин да може да им скриете зеленчуци што не сакаат вашите деца да ги јадат како спанак. Дополнително на сето тоа, пред некој ден ме праша, имав едно интервју за мојот гостивар и со кој јадење сум пораснала и им објаснив дека растев со мајка од Кочани. Таму традиционален рецепт се пишиите. Денеска со мојата чорба ќе ви подготвам прекрасни пишии. Први ќе ги направиме пишиите, бидејќи одземаат малце повеќе време, а подоцна ќе ја направиме и чорбата. За да ги направиме пишиите, потребен е еден длабока чинија. Ги месиме најстандардно како било кое тесто, меѓутоа нема да се спасуваат, овие се прават со пeciво и потоа ги пржиме во масло веднаш, затоа што се брзи. Ставаме половина килограм брашно, јас ќе ставам од око. Многу често другарките кога ме прашуваат како ти овој рецепт, јас секогаш ставаш малце од ова, ставаш малце од тој, многу се љути затоа што не знам многу често да им кажам кои се состојките. Ќе ставаме околу половина килограм брашно, мислам дека малце ми фали. Ќе задржиме и за месењето. Ставаме, правиме малку тупка на средината. Ставаме 2 јајца. Ставаме околу 150 мл млеко и околу 100 мл вода. Убаво засолуваме, бидејќи се солени пити. Овие личат на оние арапските рамни лепчиња. Тие се печат без масло, ние ќе ги печеме во прекрасно брилијант масло. Ето тоа убаво сега ќе го замесиме, ќе добиеме помеко тесто. Овие пиши најубаво ги прави баба ми и се нејзин рецепт. И секогаш кога ги правам ми текнува една ситуација кога одевме кај нејза во Кочани. Секогаш во 5 часот ќе станеше и имаше една маса што крцка. И бидејќи пишиите многу долго се месат, таа маса правеше еден одвратен звук, а кога си тинејџер, кој вечерта се прибрал многу касно од работа, од излегување, тој звук беше непријатен. Вичи, цело сабајле, во 5 сабајле. Меѓутоа кога ќе станев имавме топли пиши и сега се би дала да се вратам во уште еден момент таков. Многу беа убави тие спомени, безбрижни. Така моето тесто ќе го месиме уште малку, бидејќи сакаме убаво гумено тесто кое ќе го пржиме. Не знам дали на почеток дали ви нагласив дека јас треба да ставите еден прашак за пeciво покрај тоа што засолувате, моето веќе беше измешано во брашното. Обавезно ставете, немој да заборавите, бидејќи нема да ви нараснат пишиите. Убаво ќе го размесиме. Да добиеме такво гумено тесто. Сигурно до сега ми стана јасно дека обожавам да
правам месени работи. Ке ве ги нямам со уште многу месени работи понатака. Тестото веќе е готово кога престанува да ни се лепи по рацете. Ја уште малку ќе го изнесам, сакам убаво пиши. Како да прекрасно со нашата чорба. Уште малку само ќе напрашнем. Не бидете дарежливи со брашното, апсолутно нема врска дали е тестото добија повеќе брашно или не. Јас ќе го изнесам уште малце. Ќе го истепаме од површината. Ќе го направиме во долгинавесто тесто. Ќе го исечеме за да можеме да обликуваме крупчиња. Моите топчиња пиши се готови. Ќе ги исукаме, бидејќи ни треба да бидат тенки кори, кои ќе нараснат кога ќе ги пржиме во маслото. Набрашнете ги слободно. Ајде така. Вака прилика треба да изгледаат. Ќе ставиме масло да се стопли. Користиме од нашето највкусно брилијант масло, кој има еден така неутрален вкус. Овие бараат баш сончогледово масло, бидејќи не ви е потребно да ги ароматизирате со други масла кои содржат ароми, додека ова сончогледовото е малку по-неутрално и ќе биде класичниот вкус на пишиите додека го пржите во неив. Ставаме баш дарежлива количина, бидејќи сакаме како крофни кога пржиме. Дека се стопли маслото, јас ќе ги подготвам моите пиши, за да можеме директно само да ги пржиме потоцна. Моите пиши се готови, измесени, растегнати и сукани и сега ги пржиме во врело брилијант масло. Маслото треба ставате пишија по пишија и ќе видите тие почнуваат веднаш да нараснуваат и да прават меурчиња. Со една вилушка ќе ги дупнете меурчињата уште додека се пржат, бидејќи не сакате да станат балонасти внатре, туку едноставно да останат баш така сплеснати. Чинија. Ги пржиме на врело масло, со многу трпение, брзо ќе бидат готови. Првата има тенденција така, малку подолго да се пржи. Следните да бидат брзо. Треба да бидат баш онака кафеави, чоколадни од згора. Мојот куп со прекрасни пиши е готов. Изгледаат прекрасно и сега ќе ја подготвиме чорбата. Чорбата ќе ја направиме од пилешки стек, замрзнат спанек кој е многу практичен, наместо да чекате да излезе свеж, може да го користите во ова јадење бидејќи долго ќе го вариме. Ќе ставиме тортелини,
така ќе ги натераме децата дека да јадат бидејќи знаат дека тоа се тестенини и ќе направиме совршена чорба која ќе оди совршено со моите пиши. Пишиите ќе ги трнеме на страна. Има малку свежа мајчина душица и ќе почнеме со сецкање. Важна крпа, да не ми мрда праската. Почнуваме со сецкање. За да го подготвиме, да подготвиме оваа чорба, ќе ставиме во едно тенџере, ќе ги ставиме тортелините да се варат. На секое пакување имате точно колку минути тие треба да се варат. Моите се 12, меѓутоа вие проверете пред да ги варите. Ќе ги вариме во коцка за супа, пилешка коцка за супа, бидејќи сакаме да има чорба, дополнително ќе се ароматизира со пилешкото месо кое прво ќе го пропржиме со малку млеко, со малку спанак, ќе видите како тоа се прави. Подготвив тука околу литро и пол вода има. Имам ставено една коцка супа пилешка и малку сув зачин и ќе ги варам тортелините во супата. Секогаш проверете го пакувањето, колку време треба за вашите тортелини. На моето стоеше 12 минути, ќе ги варам 12 минути со доволно сол. Понатака ќе спржиме малку пилешко, останатите состојки ќе ги склопиме во една кремаста супа и ќе видите каков рецепт денеска подготвивме. Моите тортелини ги префрлам на другиот шпоред. За да започнеме со правење на останатиот дел од тортелините од супата. Една тава, во тавата ќе ставиме малку масло. И ќе ставиме сосема малку путер, бидејќи го сакаме тој путер со вкус на супата. Ќе го исечеме пилешкото на многу ситни коцки, бидејќи сакаме да се појави како текстура внатре во супата кога јадеме парченца од тортелини, парченца од пилешко месо. Совршено. Путерот и маслото ни се готови. Го исецкавме пилешкото на ситни коцки и ги додаваме во путерот и во маслото. Ќе ги пропрчиме додека не обелат. Не сакаме да подгорат, бидејќи сакаме да имаме бело-зелена супа. Ќе засолиме. Само малку, бидејќи супата ни е веќе засолена. Додека пилешкото ни се пржи, ќе го подготвиме спанакот. Имаме една коцка спанак, околу 200 грама мислам дека има тука. Вие може да искористите колку сакате. Ќе ја исечеме на поситни коцки. Добиеме прекрасна зелена боја. Обожавам бои. Обожавам бои во храната и како возбудено се чувствувам кога користам бои најразлични. Си ми би рекол дека е многу крипи тоа.
Ќе додадеме, додека спанакот и пилешкото се пропржуваат, ќе додадеме околу 150 мл млеко, 200. Соврие, бидејќи го стави хладно, доколку сакате да го убрзате процесот на готвење, можете да ставите топло млеко и така да убрзате целото варење. На крај ќе зачиниме со една убава лажица, мајчина душица. Мирисот на планината. Ако имате свежа, уште подобро. Јас не можам да најдам денеска. Ќе почекаме ова да зоврие. Од кога ќе зоврие кога ќе зоврие оваа мешавина, ќе ја префрлиме во мешавината за тортелините и ќе дадеме едно половина час да се направи, да се свари. Ќе ја послужиме со прекрасните пиши заедно во двор, додека прочитам некој во оваа книга. Денеска ви подготвив една необична чорба, која е направена од сосема необични состојки и измешани даваат совршен оброк. Ви подготвив супа од тортелини и пилешко месо и спанак и ви подготвив традиционални пиши. Се надевам дека ќе ви се допадне мојот рецепт и ќе го испробате заедно со вашето семејство. А ние веќе се гледаме во следната епизода на Маја готви.